komičen megaherc. Megaherc, komičen. Dobar den. Kako ste, dragi moji slušatelji и драги мои специјални гости во студиото? Атанас и неговата личност, Атанасовски. Така е, најспецијалниот од сите. Атанасовски и Атанас. Тој е еден човек... глупо е за себе да зборам. Жарко, како си утрово? Утрово сум добро, мене ми е веќе пладне. Утрото ми почна одамна денеска малце порано, на кај 8 и нешто. Бев гостин во едно радио, сега дојдов да си го истерам моето, тоест нашето радио. Значи ти си денеска радиски човек. Денеска јас сум радиски човек, а до вечер се надевам ќе настапи на некој радиски фестивал. Така, па да попееме и таму. Ако имате радио, Жарко може денеска да ви биде и ваш гостин. Или имајте само добар микрофон дома, ќе дојдам. Добро пее на микрофонот, го појачува. О, не звучеше добро. Пип! Инаку, за сите оние кои што се прашуваат и не знаат, јас морам да се извинам за минатата емисија затоа што читав дека таму кој беше 24 мај наместо март, но знаете дека овој комичен мегахерц, па се надевам дека некој ќе свати дека тоа беше намерно. А денеска сме 31 март. 31 март, денеска е 90-тиот ден од оваа година според Григоријанскиот календар, устануваат уште 275 дена, да размислите каде ќе ја славите, се разбира, новата година, а остануваат само уште 2 месеци до 1 мај, тоест еден месец како му доаѓа. Размислете каде ќе утре е 1 април, денот на шегата. 1 април, да, денот на шегата. Јас ве поканувам да дојдете во нашиот паб Комедија, претходно да дојдете на представата Име, а потоа во пабот Комедија ќе има луда журка, ќе бидеме преправени, направени во себе си. Да, ние во себе си се надевам, да. Јас не сакам да се маскирам, пошто ќе го тргнам, ќе ставам бидејки. Бидејки секоја вечер сум маскиран, така да подобро е тој ден да си го искористам за себе, односно за моите најблиски. Сакам да кажам, утре е представата Име, Ла Преном, режија Нени Делместре. Повелете во театар Комедија. Интересна представа која ги објаснува проблемите на едно семејство. Инаку Атанасовски што току доби вест дека представата Име исто што се игра во Бугарија, добила представа за најдобра представа на годината, добила награда, пардон. Да, добила награда. Ба, така да, се надевам дека и ние не сме далеко од тоа. Так, на тоа е, прочитај како фестивал, мислам дека е... Го исклучив сега, пардон. Да, добро. Не е ни важно, тоа е еден театарски фестивал во Бугарија. Вика вака една поема за петок на англиски, се надевам ќе разберете. For too long I've worked, run errands not shirked. I've obeyed the rules, done with work, down tools, almost end of the day. Yeah, it's Friday. Добро, ова тешко дека ќе го разберат Жарко што го прочита, ама For too long I've worked, run errands not shirked. I've obeyed the rules, done with Араб work, некој. down tools, almost end of the day. Yeah, it's Ремете Friday. харде парти вардит. Инаку со нетрпение ви го најавуваме долго очекуваниот филм кој што треба да излезе Ахливов моја, таму некаде после 20 ќе ви кажеме точно кога. Сега ние ќе одиме со малку музика, a little bit of Spanish, а потоа ќе се вратиме во нашето студио со специјално интервју од Атанас. Повелете. Аре, идеме. Јас сум брзи, а вие слушате комичен мегахерц на 96,9 додека кажам заврши емисијата. 1 април сабота представата Име. 2 април недела представата Прво ќе ме земеш, после ќе ме 3 точки на театар Крик. 4 вторник за жал распродадена уште првиот ден, Вардарски пастови. 5-4 среда представата Стюардеси слободен влез за средношколци. 6-4 четврток трудна приказна слободен влез за студенти и студентки. 7-4 петок сон на летната ноќ, тоа е најновата представа и продукција на театар Комедија која што ја извадивме по повод 5 годишнината од постоењето на театар Комедија. 9-4 недела приказните на заборавените предци и 11 април вторник повторно сон на летната ноќ, значи уште еднаш на брзина. 1 април сабота Име, 2 април недела прво ќе ме земеш, после ќе ме. Здраво Атанас. 4 Вардарски пастови, 5-4 Стюардеси, 6-4 трудна приказна, 7-4 сон на летната, 9-4 приказните на заборавените предци, 11-4 вторник сон на летната ноќ. За другото потоа, потом што би рекле Своја премиера имаше на 27-ми, тоа беше исто така и роденден од 5
Аха. 5 години, што го кажав, тоа го знаат веќе, така да те Ги разберат. кажете информации, да, се извинам, јас бев кафе да си земам, затоа што без кафе никој не сум, рече познатиот филозоф Мухамед Алахадис. Да. Точно така, старата, како се вика индијанска поговорка, вели дека првиот час после будењето мора да се помине во молк. Така да тоа не е многу лошо кажано. Што би рекол ја, чак што више може да биде и Јас одлично. не можам да молчам. Така е. Ти не можеш да молчиш, ти мораш да зборуваш, да го извадиш тоа од себе, затоа што доколку тоа не го извадиш ти, тоа ќе те извади тебе. Се шпекулира дека во некои актери во Македонија е всаден вонземјанин. Ако откриете кој се, доделуваме гратис билети. Да. А инаку одамна не сме пуштиле јавување. Еве сега ќе пуштиме јавување и ќе доделиме 2 гратис билети за представата Вардарски пастови на 4-ти, само ако слушателот каже во кој актер македонски има всадено вонземјанин. Океј, изборот Или е ваш. кој вонземјанин го користи телото на еден наш актер. Така е, 0231313332 се телефоните во нашето студио, значи 0231313332, ова беше за гледачите од Србија. Да. 2031313332 е за гледачите од диаспората Австралија. На брзина, значи тоа беше тоа. Добро, еве го оставаме линиите нека бидат отворени. Гратис билети за Вардарски пастови на 4-ти. Наградното прашање е во кој македонски актер има вселено вонземјанин. Така е. Кој што ќе одговори на ова, се разбира ќе си добие 2 гратис билета. Лиш гледа никој не знае. Да, а Атанас, ќе Да. кажеш ли нешто околу филмот нов што го снимавте? Па филмот треба да има своја премиера на 21 или 22 април. Немам што да кажам, нека го погледне публиката, па потоа ќе разговараме. Јас се уште го немам погледнато. А не си го погледнал се уште, браво. Браво, добро. Добро, ме смислев дека ќе откриеш нешто повеќе за нашите слушатели. Можам да открием. Јас го гледав и мене ми се бендиса? Ми се бендиса. Така да мислам дека тоа е многу интересно. А што е следно што треба да се работи во театар комедијата нас? Не знам. Мислам, знам. Дали Следна режисерка е Нени Делместре во театар комедија, но што точно ќе се работи? Тоа е таа ќе режисерката на име, нели? Да. Одлично. Што туку читам дека во Кога имаш мрзлив гостин, да. Да, во Босна и Херцеговина, во некој кафич, поточно во Сараево, можеш вика дојди и плати кафе еспресо со стих. Тоа го има и во Скопје. Доколку знаеш да изрецитираш 2-3 добри стиха Да напишеш на салфетка. или на салфетка, ќе си го платиш еспресо, тоа каде го има тоа во Скопје, доколку знаеш, Па не би сакал да правам реклама Не, на слободно пиши ми на кафичот. Facebook, сакав да ти кажам. Да ти Затоа пишам. што јас имам Ти поезија. имаш поезија за да се утепаш од Па кафење да, пиње, за да 2 години еспресо имам да се отрујам од еспресо. Да. Да, одлично е тоа што го кажувате. Го знаеш вицот со пријатно. Да. Добар виц. Кажи го, не го Па знам. не мога да. Па кажи еден виц. Не бе ајде. за тебе ми беше. Расположи ја малце. Ајде. Пријатно. Пријатно. Ете Сабајле кога гостував на радио го кажа вицот, ќе го повторам за тие што не го слушнаа. Значи, некој надуван човек застанал во парк и со прскалка како она за чистење стакла, прска цел ден од Сабајле до вечер. И дошол некој полицаец и му вика: "Добар ден, дечко, што правиш?" Па овој му вика: "Па прскам против крокодили, баце." И овој му вика: "Господине, тука нема крокодили." Па затоа нема, баце." Така да тоа е тоа околу вицовите, а доколку исто така некој сака да се јави да каже виц, може би исто така нека се јави, ако го каже вицот, ако каже виц, тоа било да е добар или не, ќе се добие специјално изненадување од мене. Така да нашите оператори го очекуваат вашиот повик, повикот е на наша сметка. Јавете се кога сакате. Јас денеска изгледа емисијата ја водам сам. Не си затоа сам, што не си сам. Мојот колега е малце осамен, Осамен и тажен. уморен и важен. Која ти е омилена македонска песна, Жирко? Омилена македонска песна ми е од Љубов не се бега од Зафир Хаџиманов. Јас ќе замолам режијата дали ја има таа песна. Чекај, имаме повик. Режијата вика: "Чекајте, имам повик." Или си разговара со некој Приватно. Да. Што може? Имаме повик. Ало! Ало, добар ден, во програма сте. Добар ден. Здраво. Со кого зборуваме? Мислам, можеш и со псевдоним. Со Магдалена. Магдалена, може малку само појако, ништо не ја слушам Да, Магдалена. Магдалена, слава, слушаме. Извини Магдалена, секунда само да те појачаме. Ајде.
Ало? Магдалена. Е, Сега ме Магда. слушате? Да, те слушаме, Магдалена. Како сте? Бо, одлично е, си тераме. Магдалена, дали знаеш во емисија. кој македонски актер е всаден во земјанин? Се мислам помеѓу двајца, Добро. или во Тино, или во Сашко Коцов. Еден во нив двајца. Ке ти дадам уште еден обид. Вака ќе направиме. Билетите ги добити секако. Сега, Или да кажам виц. па ако сакаш, кажи. Ајде, кажи виц. Како сакате, како ви одговара? Ајде, Како тебе кажи ти одговара виц, ајде. Магдалена, ако не расположиш на ова 31 мартовско утро, би било одлично. Ајде, ама малце ќе го кажам со некои шифри, пошто Нема проблеми пошто е вулгарен, така? Ако. разговараат две баби. Добро, ова е И шифрата? едната... Не. Извини, добро. И едната и вика на другата, абе вие младиве не се нормални, измислиле некаков теорелен секс. Добро? Добро, ова И смееш. една ви вика, друга ви вика каков е тој, вика е па да лижеш од таму каде што мокриш. И друга ви вика, го креват ли барем капакот? Добро, Браво. браво, Секој чест. Магдалена. Магдалена, дали само сега кога ќе завршиш со овој повик, дај ги информациите или ги даде веќе? Име и презиме, не, ќе ги дадеш во дадеш режија, име и презиме кога ќе за те да изгасат од ги тука. земеме ние и ќе си ги подигнеш билетите за Вардарски пастови на 4 на билетарницата во Театар Комедија. Ти благодарам многу за јавувањето. Фала ви многу и на вас. Чао, Ме чао. расположи, фала. Чао, чао, одлично, браво за Магдалена. Магдалена вика, го барем креват ли дигали капакот? Капакот. Ајде, Ата, на тебе ти остана да кажеш вица. Не знам вакви јас добри вицови, моите се уште побезобразни, ќе треба цел во шифри да го кажам. Пријатно. Чекај само секунда. Значи, ни... Убокав. Вака сега, ни стигна порака од еден фан. Фанот се вика Александра, вика вака: здраво Жере, поздрав до тебе и Атанас, виц немам. Ама би ве замолила ако може да и го честитате утрешниот роден ден на другарка ми, полни 23 години, и би било многу драго да го слушне тоа од вас, се викат Звездица. Поздрав, најдобри сте. Можда не требаше да те издадам, Александра, но како и да е, Звездица, среќен ти утрешен роден ден, 23 На 1 април, да не е шега. Да не е шега, да. Да не е родена на 2. Доколку не е шега, нека ти е среќен, да си жива и здрава и се надевам ќе не каниш на свадба со Атанас. Ке мора да одиме со реклами, дами и господа, се враќаме во студиото, бидете така. Комичен мегахерц свак петак од 12 до 1 на 96,0. Бре! Милко Манова си ga слушаме на 99,3. И не знам точно што би ти кажал. Велам утре е 1.4, односно 1 април, и представата Име се емитува, се прикажува во Театарот Комедија. На 4.4 е представата Вардарски пастови, на 5.4 е Стюардеси, на 6 Трудна приказна, на 7 Сон на летната ноќ. Многу информации достави. Така е. Жарко? Јас малце ќе пробам да го опуштам со троа црничок хумор. Вицот е стар, кој го знае, нека се смее, кој не го знае, пак нека се смее. Вика, двајца цигани прават муавет. Вика, абе, знаеш што ти ај госпо сме баџанаци? А вика, од кај сега ти госпо баџанаци? Абе, вика, го знаеш Рамче? Го знам. Е, па Рамче имаше две черки. Едната ја земав јас, другата Господ ја зеде. И така ја госпо сме баџанаци. И имам уште еден, само да го најдем кај беше, чекај. Аха, еве го. Вика, доаѓаат гости кај Влав и гледаат цел облечен во црно. А зошто си во црно? Абе, вика, вчера татко ми умре. Абе, како умре вчера? Вика, Сабајле го видовме, стоеше на портата. Не, ние го подпревме само така колку да прими пензија. Не бе. Да, црн хумор малце за овие бели денови. Добро, вика, си утре чепнав во денот- хуморот кога извада врагата беше цела црна. Така, утре е Ове. денот на мајтапот, Да. се согласуваш? И ова беше само, како се вика, Малтизер околу тоа. Закачка? Закачка мала, да. Да. Друго нешто, Атанас, да би сакал да споделиш нешто што не те Јас праша. би сакал да мене не ме праша. Да. Па многу работи не си ме прашал, брат. Например, како се чувствувам, знаеш? Сега сум во таква фаза, нешто сакам кога ме праш. Знаеш, си прибитил дека некои луѓе имаат емотивен крах, се вика тоа. Да. На одредена, например, поминува некој бурен период во нивниот живот и наеднаш им доаѓа емотивен крах кај што не можеш да се разбереш ништо со некоја Така. особа. Па таков сум јас. Малце си таков?
емпатичен кон општеството и симпатичен. Дегутантен. Симпатичниот, емпатичниот Атанас. Дами и господа, миленикот на женската публика во Скопје. Ајде. Атанасе, што мислиш ти? Црвено. Црвено мислиш? Да. Баш ме интересираше која боја, да. Црвено. Тебе која ти е милена боја? Жолта. Стварно? Да. Вас, Леброн? Red. На него му е црвено. Да, браво. Одлично. Имавте премиера, да, во понеделникот, тоа го кажавме. Дали би сакал малце околу представата да прозбориме, па полека се брижи крајот. Да би сакал и повели да кажеш нешто. Не ќе. Кажи нешто околу представата. Ајде, немам. За нашата публика што не слушаат, верно, таму, сите тие што имаат слушалки на главата сега не слушаат и викаат, ајде, нас нека каже нешто. Повелете да ја погледнете Сон на летната ноќ, мислам дека е најдобрата представа што Андреј некогаш е направил. Тоа стојам позади него. Итро, луцидно и го застапувам тој мој став. Занимливо е за тоа што успеа да креира 3 светови влезени во еден свет. А фора што ти ја прави Атанас, не можеш ти да ја правиш затоа што не знаеш да ја погодиш, брату. Извини, задрема. Да, па не знаеш да ја погодиш фората. Голем дел од тие што ја гледаа представата рекоа јас би се сложил со тоа дека е многу магична представата, дека е волшебна, дека прави едно чувство на убавина, имаме буф еден. Бегај бе! Не, утка. Утка! Седеле 2 утки на една топола 12 часот по полноќ на гробиште и едната на другата и прави пиздати материна. Тоа не смееше во ето. Ја исплаши, па ќе ме цензурираат. Нека ме цензурираат, ајде, нека стават наследниот тон ќе биде 12 часот 30. Постои уште тоа да зазвониш 9-5 беше? Звониш па тоа. Молим? Скупо, да. Скупо, братче, скупо. Вртиш 9-5 и ти вика добар ден, наследниот тон ќе биде толку часот и толку секунди. Толку часот, минути и секунди. Добро, полека, Жарко, да привршуваме со обврските затоа што не чека проба во театарот. Да, ние ќе мора за жал да одиме на проба, почнава со новите подготовки на новата представа која што ќе ви ја откриеме за брзо. Како е? Ќе одам уште еднаш да го прочитам репертоарот затоа што тук ми стигна порака, многу брзо сме го прочитале. Ајде ќе го прочитаме уште еднаш поспоро, барем до петок, па од петок ќе ви кажеме понатаму само да ми се отвори тука. Еве го. Значи, утре представата, утре први сабота представата Име. Во недела е представата Прво ќе ме земеш, после ќе ме лажеш малку. Четврти вторник Вардарски пастови, четврти среда Стојардеси, четврток трудна приказна и четврти фон на летната ноќ, првата изведба од новата премиера. Мислам дека ќе биде забавно. Повелете нас. Вика за неа не можам да кажам ништо. Ајде. Добро, не мораш да кажеш ништо. Јас одам уште еднаш поздрав до сите наши слушатели, одам со поздрав до сите наши слушатели и слушателки кои што не слушаат, тие што носат слушалки на ушите, многу подлабоко продира мојот глас во нивните уши, а тие што не слушаат на звучници, така малце слушаат по-хаотично. Продираш А? Продираш? Пробувам да зачистам школката. За да продре подобро. Добро, одлично звукот. Чао, јас ве поздравувам, мои драги дами и драги господа. Ако е некој случајно да го носам за наке прилеп, имам нешто работа на брзина и се враќам одма, нека ми пише. Не, грешна информација, каже Жарко, почна да се собираат луѓето. Толку. Не, нема за кумано. Не оде се собираат за друго. Не е за прилеп. Аме, канакио, видно, моле! Не знам дали не е за прилеп. Жералдиньо, ајде. Одлично. Ви благодариме, дами и господа, што бевте со нас. Сега ќе одиме со одјава со нешто шпањолско и шпанско. Ве поздравуваат вашите Атанас и Жарко. Ова беше Трговско радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредници, водители на емисијата Жарко Димовски, Атанас Атанасовски или Атанас Атанасовски и Жарко Димовски, кој како милува. Датум на емитување на емисијата 31.3.2017 година, продукција Радио Слободна Македонија, Аве Сака и Тино. Чао! Мегахерц.